Добар ден. Ова е вашата здрава навика Фактор здравје и на почеток дозволете ми од името на екипата да ви се извинам за ова доцнење, но сепак она што како тема гостинка и можност за комуницирање ќе го испочитуваме и ќе ви го дадеме како можност за да имате соодветна подготовка за денешниот ден. Денеска во Фактор здравје ќе зборуваме на тема компликации од грип, актуелна тема која што ги погодува не само децата и оние кои што имаат некои коморбидитети или пропратни заболувања, туку и работоспособното население. На оваа тема денеска добре дојде во Фактор здравје и посакувам на професор доктор Марија Христова, специјалист педијатар помолог алерголог од приватната здравствена установа Поликлиника Сити Медика од Скопје. Професорке, добар ден и добро дојдовте. Како сте? Добро бе најдов. Благодарам што денеска ќе зборуваме на оваа тема и претходно само да потсетам дека Поликлиниката Сити Медика ви стои на располагање на 071 223355 како и директно на булеварот Илинденска 107 во Скопје и на глобалната мрежа www.mh-citimedica.mk. Професорке, бидејќи зборуваме за актуелна тема, би сакал на почеток само кратко да направиме една разлика или дистинкција што е она што го карактеризира грипот, односно настинката, иако во позадина се двете вирози или вирусни инфлуенции или инфекции. Да, може да се каже, тоа во клиничката слика може би малку да се задржиме, дека настинката е фактички пак предизвикана од вирус. Не може настинка една да биде така, или бактерија или вирус. А настинката па прави, и ако нема вирус, настинката прави подлога да се развијат, да се накалеми или вирусот или бактериите. Треба да кажеме дека во последно време голем е бројот на вирусните заболувања. Огромен е бројот и плюс компликациите што настануваат после вирусните заболувања. Зашто е тоа така? Секоја година имавме вируси, имавме све, али во последните овие 2 години некако е зголемен бројот на тие вирусни инфекции, дали заради тоа што баш подлогата, баш ја загадувањето, го ја ледират лигавица, респираторната лигавица, од агресивните фактори кои што ги вдишуваме, од тие пиене честичките, тие малите достигнуваат и до белите дробови, а покрупните над 5 микрони, тие се задржуваат во носот и тука и во носната шуплина и синусната и горните дишни патишта ја оштетуваат, ја ледираат таа лигавица, кој најлесно после може да прифати, може да се каже еве тоа оштетување да е една како настинка. Секогаш поврзана со вирусни инфекции. Може да се каже дека можеме ние ги детектираме вирусите, респираторните вируси ги детектираме. Значи имаме респираторни заболувања и ентерални, гастроентерални. Поготово кај децата во последните години многу се зголеми преку цела година овој гастроентероколитот предизвикан од ротавирус. Немаме статистички податоци за тоа кои го предизвикуваат, а најверојатно и ротавирусот е тука причинител, а на горните дишни патишта ние ги детектираме преку одредување на антителата на тие вируси, докажани прошли и сегашни. И плюс од вирусите, после вирусната инфекција секогаш се накалемува бактериските. Бројни се бактериските инфекции кои што ја комплицираат целата состојба после. И имаме состојба една предизвикана од меѓубактерија и вирус. Така наречени се, не се нити вирус, нити бактерија. Својствата ги имат и на бактерија и на вирус. Тие ги докажуваме со пнеумослайдот, кој што често го работиме, кај што имаме клиничка слика, ќе се задржиме, ги докажуваме со тие. Тука се легионелата, пнеумофилија, коксиелата и најчесто микоплазма пнеумонија. Таа предизвикува проблеми со респираторниот тракт, со долните дишни патишта. А другите вируси, аденовироза, респираторниот синцисиелен вирус,
и инфлуенцата, и сите тие други ги детектираме према пнеумослайдот. Она што е важно да се каже е повикот до вас на 6091925, односно 6091924. Ги очекуваме вашите прашања и вашиот интерес денеска во Фактор здравје во контекст на темата компликации од грип. Кажавте дека овие настинки кои што се случуваат и грипот предизвикани од вирози или вируси се погодна почва, би рекол, или основа за накалемување на бактериска инфекција и компликација дополнително. Да настанат компликациите. Кои се компликациите најчесто после вирусите? И кај возрастните, и во нашата вие третирате и возрастни и деца. Во нашата поликлиника имаме и плюс 2 лекари, еден специјалист и општи лекар. И возрастните ги третираме, ги лекуваме исто така, колку е возможно да се неболнички да се лекува. Услови, на секундарно. Да. Најчестите причинители од респираторните вируси е влошување на горните дишни патишта. Она клиничка слика вирусот која ќе се појави. Вирусот има висока температура, го истоштува детето е малаксано, од кашлица е една надражајна сува, како во фарингсот да е гнездено вирусот и тука надражајна, постојано детето кашла го истоштува. Течење слузав секрет од носето и солзење. Тие се првите знаци на респираторниот вирус. Ова веќе на брзина се накалемува и бактеријата, бактериските инфекции, секретот од носето кој што е инфициран се слива во долните дишни патишта и обично во почетокот имаме еден трахеобронхит што го викаме ние, од ексудатот што настанува во трахеата и главните бронхи. Не е бронхит со прав смисла, тоа е од обструкција настанува од самиот ексудат. Тука веќе имаме потешко дишење, знаци за тешко дишење, знаци за и висока температура, а кога се појават веќе и знаци за синусните воспалителни проблеми, тогаш веќе детето го истоштува ептен, детето има страшни главоболки, со тој секрет кој што станува пурулентен, гноев, зелен, жолт, и тука е таа клиничка слика, значи со спуштање на долните дишни патишта најчесто и дури може да имаме и вирусни пнеумонии, кои што на слушалка не се слушат, а на рентген може да се докаже зафаќање интерстициумот. Значи, меѓу бронхите, самото белодробно ткиво. А тоа е во детската возраст поретко. Почесто се сретнува кај возрастните. Да, и оние другите вируси што ние не можеме да ги докажеме, ја имаме типична клиничка слика и многу често лето и зима и преку цела година. Детето почнува со висока температура, со горни дишни патишта, исто така црвено грлце, хиперемичен фарингс, од носето бистра секреција и на брзина има едно упорно повраќање, тоа е веќе гастроентерог и пролив. И тој вирус веќе поготово кај малото дете го истоштува. Го дехидрира дополнително, да. Дехидрира, интоксицира и такво дете ние мораме дури да пуштиме да се на инфективна клиника и да се докаже кој е причинителот. Има, пак како што реков, немаме статистички податоци за тоа, имаме за нашите, за респираторните, колку е застапен ротавирусот, дали само ротавирусот или други ентеровируси го предизвикуваат тој синдром, не можам да кажам. Да, уште еднаш да подсетам дека професор доктор Марија Христова, специјалист педијатар, пулмолог, алерголог, денеска гостува во Фактор здравје на тема компликации од грип, а доколку сакате да бидете во дослух со неј да закажете термин, лично или со тимот во Сити Медика, ве упатувам на директниот телефонски број 071-223355, како и на глобалната мрежа www.mh-citimedica.mk или директно во нивните простори на булеварот Елинданска 107 во Скопје. Нашите
нашите телефонски линии се отворени и ве очекуваме во однос на вашиот интерес и прашање. А професор, ке бидејќи рековте дека настинката и грипот се предизвикани од вируси, каков е патот на пренесување? Колку лесно, односно тешко едно дете заболува? Најлесно се пренесува преку една кашлица на растојание од метар, метар и пол, детето може да ја добие. Пошто децата потешко може од едно дете да се пренеси вирусот на друго, најчесто од возрастните се пренесува кај децата. Треба таа силина детето да искашла, да искива, па да го пренеси вирусот. Али многу брзо се пренесува, за саат-два контакт може детето да се разболи и другото. А во однос на нивната вирулентност, односно отпорност, колку се тие отпорни на надворешните влијанија? Па зависи, тука века многу кај децата зависи од имунитетот на децата, во зависност од проблеми, чести воспалителни проблеми, чести баш состојби на анемија, на слабокрвност, на недобро ухранети деца, рахитични деца. Кај нив имунитетот е многу намален и затоа потешка и клиничката слика, сигурно. Да. Уште не кажав што многу често се занемарува овие состојби кај што имаме тие меѓубактерии и вируси, како што е микоплазмата. Микоплазмата многу често е застапена и кај возрастните и кај децата. Клиничката слика на микоплазмата треба да се помисли уште од почетокот, кога ќе се појави висока температура, наод на белите дробови. Самата микоплазма не ги оштетува цилиите. Во секретот меѓу цилиите се појавува, ама има многу секрет. И белодробието е преполно со ексудација, што викаме ние, со секрет. Кој што треба да се isfrли, и да падне дренира. Температурата, обично, ако се помисли од почетокот дека е тоа, и ако има контакт со микоплазма кај некој, и да падне температурата, продолжува тој физикален наод на белите дробови. Долго време продолжува и во тој случај треба и да се направи тоа, да се докажи тие антитела, свежите антитела IgM, да се докажат во крвта и да се почне терапија специфична за микоплазма, за легионелата и најчесто е микоплазмата и тука имаме ние со кои лекови да се справуваме во таа клиничка слика. Пред да зборуваме за терапијата и лековите, само вирусните инфекции, односно грипот, дали со еден наод лабораториски, односно ќе го оставиме моето прашање, го имаме првото јавување на линија. Добар ден. Ало? Добар ден, господине, добро дојдовте. Добар ден. Кој е вашето прашање? Моето прашање, имам внука од 4 години. Момент само да допрам гласот од телевизор. Од 4 години е внуката. Добро. И нон-стоп страда од крајниците. Дали без оперативен захват може нешто да се помогне тука? Дали ова доволно за Може, совет? доволно да, е, благодарам. може, зависи. 4 годишна. Воспалителен процес кој што е во горните дишни патишта. Тој сигурно не е само во крајниците, сигурно и третиот крајник тука е таа возраст е развиен. Тука се и хиперплазирани носни лигавици, тие конхи назале што ги викаме. Не мора да биде, може да биде состојба која што може да се излече, ама да се докаже што го провоцира овој процес. Дали чести бактерии, дали чести вируси и дали има алергична компонента. Секогаш, во секој случај, кога дојди кај мене дете, јас ги издиференцирам овие состојби. Вируси, према крвната слика може одма да се одреди дали е вирус или е бактерија, према едно С-реактивен протеин исто високи седиментации и пред секоја терапија, алтернатива, после секоја таква терапија, мора да се направи и алерготест.
може да се излечат во зависност каква е состојбата. До која мера, ако се цел орофаринг се исполнува со тие крајници, тие веќе се огромни, во зависност дали има носител да е на некоја бактерија, дали има оштетување од стрептокока пиогенес или стрептокока бета хемолитикус. Треба детето буквално да се испита, повеќе испитувања да се направат и да им кажам дали... И не мора секојаш оперативно да се никога заврши. не мора оперативен захват. Да. Она што сакам уште да ве прашам, кога веќе со една крвна слика ќе се докаже дека станува збор за грип, за вирусна инфекција, претпоставувам дека терапискиот пристап е симптоматски. Антибиотици повторно да нагласиме дека не се даваат. Да, секогаш, нали, при клиничката слика сигурно. Да. И наодот лабораториски. И наодот лабораториски немаме висока седиментација, немаме високо CRP, тоа е реактивниот. Во размаската имаме високи, има едни лимфоцити, тимоцити, ги викаме ние мали лимфоцити. Ако е висок процентот на тие тимоцити, значи имунитетот на детето е добар, може да се должи на одбрамбена моќ на тие лимфоцити што се зголемени и да е чисто вироза. Да нема гранулоцити, мислам тие воспалителни телца што се гранулоцити или неутрофили, во тој случај нема потреба да се дава антибиотици, а што многу често се дава, многу често зборуваме не антибиотик. Со антибиотикот ништо не се постигнува, само обратно се намалува имунитетот. Да. И она што е важно, оваа симптоматска терапија што се дава, нималку не е несериозна, туку напротив, сериозно делува и успешно дечињата го надминуваат. Обавезно, дете во домашни услови, да се издренира носето, да се види грлото, дали може нешто да се даде, да нема болки, при вирозата има болки, да се дадат витамини, добра течности, многу повеќе витамин С, дали природни или како додаток таблетки. Да, и за имунитетот на детето да може да се покачи со... Еве ги киц ние го препорачуваме, сигурно може тоа како комплексна формула. Тоа сакав да кажам јас, и кицот може да се даде и го даваме и има добар ефект. Сигурно. Пред да зборуваме за возрастните, да дадеме паралела за компликациите од грипот, само кратко кај дечињата кои што имаат рецидиви, односно повторувачки тоа да ви кажам, епизоди. Најчесто. Да, и кои се накалеми бактериска инфекција. Дечињата, ние сите си ги водиме, си имаме представа за секое дете што страда. Дечињата со алергична предиспозиција, кај кои се појавиле алергичните манифестации клинички, како што е ринитот, синузитот и најтешката манифестација обструктивниот бронхит. Ние го совладуваме со таа настаната од алергичната компонента од спаземот, али вирусот е првиот провоцирачки фактор кој што ни го се повторува, нападот се повторува. Вирусот е тој што делува, јас постојано зборувам, на имунолошките способности на цилиарниот имунитет, делува, он ги блокира, ги оштетува и во тој случај се полни со секрет и почнува обструктивната компонента. Најчеста компликација во детската возраст е обструктивниот бронхит. Дали од ексудација, дали ја провоцира и алергичната компонента. Имаме тешки состојби, со тешко дишење, со состојба која што има и потреба дури хоспитална терапија. Да се реши тој проблем. Тука се најтешките, И поготово, пак ја спомнам, загаденоста на надворешните услови што ги има на воздухот, дополнително ја комплицира. Богатството со овие агресивни фактори дополнително ја влошува состојбата на децата. Да. Уште еднаш да подсетам дека професор доктор Марија Христова и тимот на Сити Медика ви стојат на располагање на 071 22 3355, како и на булеварот Илинденска 107 во Скопје, а можете лично да ги посетите на нивната адреса и да побарате превентивно или решение евентуално на вашиот здравствен проблем, бидејќи покрај анамнестичкиот податок и третманот лабораториски може да ви се излезе во пресред и да се издиференцира дијагнозата, како што веќе спомена и професор Христова. Она што сакам уште еднаш дупата
прашуватам повеќе, дека имате време да ни се јавите на 6091924, односно 6091925. Предпоставувам дека превенцијата е важна овде кога веќе ќе помине грипот, дали е вирусен и понатаму компликацијата бактериска инфекција и редовното миење на рацете и целосната хигиена, сигурно и во контекст на дигањето на имунолошкиот систем во целина. Најбитно домашните услови во кои детето останува, какви се. Битно е контактот со рецидивни вирусни инфекции. Или повторувачки, да. Повторувачки инфекции. И најбитно е исхраната на детето. Да. И дополнителните фактори за да се одржува тој здрав организам, здрав имунитет. И како паралела рековме дека и возрастните ќе дадеме аспект во однос на компликациите од грипот, дали и кај нив е типична клиничка слика како што и кај дечињата, или? Најчесто кај возрастните почнува она полесна состојба на горните дишни патишта, а многу често почнува и како што кажав, имаме еден трахеобронхит што се влечат пациентите долго време, возрастните, тоа е искашлување, појава на тој масивен ексудат во белите дробови, во трахеата, во главните бронхи. Во тој случај не ја издиференцируваат клиничката слика да видат дали бактерија некоја го провоцира, ја се појавила тука после вирусната инфекција, само треба да се направи исто така дополнително испитување и микробиолошки да се види, а дури и радиолошки, рентгенолошки да се види белите дробови какви се. Може да има некој стар процес, прележана пневмонија, да има оштетување на бронхите во некои чести воспалителни процеси и тука да се екзацербира, да се влоши состојбата и да имаме веќе една подолготрајна состојба на дали е воспаление, дали е исполнето белодробие со ексудат. И оно што сакам да ве прашам, бидејќи ако го тргнеме настрана фактот дека воздухот сите го дишаме и возрастните, ако го земеме тој ризик фактор, пушењето како штетна навика, кои останати фактори придонесуваат и до какви компликации може да доведат кај возрастните? Јас најчесто и досадна веќе станувам и со пациентите, за родителите кои ќе ми дојдат, мајката, ќе излезам да испушам една цигара, јас станувам тогаш агресивна. Се карам и со мајката и со таткото, детето не смее да биде пасивен пушач. Најтешките оштетувања, не само при алергичните состојби, и при едно нормално белодробие, никотинот ги блокира цилиите. Тоа стално го зборувам, ги блокира цилиите. Или тие ресички, да. А тие цилиите се движат само вака, нагоре. Да, нагоре се движат. Кои се блокирани, секој агресивен фактор може да предизвика процес после. Канцерогените честички, исто така и децата не се имуни од тоа. Значи, пак ќе кажам, најтешка состојба на белите дробови е пасивното пушење кај децата. И во однос на оние компликации кои што може да се јават кај возрастните, што кај нив може да се предочи ако ја тргнеме настрана терапијата, исто така работата на имунолошкиот систем и превенцијата за целокупната хигиена. Предпоставувам. Возрастните, ја мислам дека тие би го одржувале тој здрав имунитет, ако се. И со додатоци со витамините. И исто така, може и кај нив да се додаде факторот овој што го користиме кај децата, само кај возрастните. Г132 таму, да, плюс исто натурал. така кај и возрастните може да се даде. Да. И само за крај на овој разговор и пред да ви се заблагодарам, професорке, бидејќи дечињата се највулнерабилната или најпогодената категорија на дечиња и возрастна категорија или луѓе во целина, дали после прележувањето на настинката и поминувањето на таа вирусна инфекција се препорачува повторно враќање во градинка, враќање на нормалните активности или одреден период изолирање? Која е вашата препорака? Нема правила, но сепак тоа е индивидуално. Нема правило, детето сигурно после опоравување еден подолг период, да се вратиме и на актуелната состојба вакцинирањето. Да. Вакцините го одржуваат имунитетот. Многу лошо
лоша состојба, се башка за морбили, да кажеме, веќе што ни се Многоцелина, појави, што да, ни се имунизација. појави епидемија. Ама и сите вакцини треба редовно да се дават. Те општиот имунитет го поддржуваат, го одржуваат. И после добрата исхрана со состојки да не биде детето слабокрвно. Исто така, многу е битно. Едно слабокрвно дете има намален имунитет, едно невакцинирано дете намален имунитет. Сигурно треба да се спроведуваат и вакцините редовно кај Но и сите. тие вакцини кои што не се ставаат, сигурно тоа дете не е само ризик за себе, туку и за околината. Па нормално сега ризик за околината, еве гледаме како е фактор со состојба што ни се појавува со морбили. Да. Уште не може да стивне, уште се појавуваат огништа, има негде жаришта такви што се појавуваат. Има додека не се вакцинираат сите деца. Да, сигурно кажавте вие покрај вакцината таа клиничка слика и да се јави сигурно не е толку агресивна и толку истоштувачка пред се за детенцето за да полесно ја препроди Мислиш за ситуација. вирозата, мислиш? Да, доколку е вакцинирано на тоа. доколку нормално Алудирав. имунитетот си е нормален, не може да биде да има таква тешка клиничка слика и да се провоцираат некои други состојби кои што се се јавуваат како компликација Да. на вирусот. На крајот овој разговор дали остана можеби вие што сакате како апел или порака да упатите, а јас можеби не ве прашав. Јас упатувам, јас ги сакам Секогаш. децата многу. При секоја промена на состојбата на детето, да не го задржуваат. Они многу често, например, има горни дишни патишта, па го влечкаат, ќе дадеат антибиотика. Самата состојба на детето не е за антибиотик. Секогаш да се на право место, кај прав лекар да се јавуваат и да се издиференцира таа долготрајна состојба, да не дојде до компликации. Уште првите знаци на на воспалителен процес на горните Да се дишни решат. патишта. И уште нешто да кажам, да се многу е битно во исхраната и во контактот со вирозите, кај овие ентеровирозите што се. Или на Толку гастроинтестиналниот на тракт. гастроинтестиналниот тракт, на цревниот тракт. Цревниот, да. Толку го истоштува детето, толку се оштетува тој цилиарен апарат кој што е битен за апсорбција на храната. Толку децата долго време немат апетит, слабеат, бледи, слабокрвни. Во таа состојба треба да пазат многу и хигиената, условите, детето каде, како се храни и подолго време да имаат контакт со лекарот, лекарот да им објасни што треба да понатака да се прави, да се подигне тој имунитет. И пред одјавата имаме уште едно јавување на линија. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање, господјо? Па јас да го искористам ова сега на крајот пред завршување на емисијата. Добро. Професорката спомна повеќе пати за исхраната, е спомна како битен фактор. Да. Па би сакала да пообјасни малку што треба да се вклучи во таа исхрана, еве да речеме секојдневната, почнувајќи од доручекот до вечерата. Да. Благодарам за вашиот интерес и внимание ова предпладне. Ако ги земеме чаевите и течностите, да. Да, осим течностите, здрава исхрана секојаш треба да има детето. Тоа е цело едно предавање да почнам ја да објаснувам за исхраната. Но еве овошје од зеленчукот како секоја мајка понуда треба да јаболкото сигурно. знае детето да биде застапени овошјето, зеленчукот, зависно која возраст детето, месото, црвеното месо содржи железо повеќе, во зеленчукот, во сите зеленчуци сега да има железо. Да почнеме да кажувам дека млекото е битно за развојот на децата. Млекото со самиот калциум, полномасното млеко и што може уште многу работи Или оние прости може. шекери што често ги даваат за да ги смират децата. Не, никако. Да, ако детето има реакција према млекото, има млека без глутен, без лактоза, Да. има млека, има храни без глутен. Тоа е за исхраната треба едно посебно предавање да се задржиме и према тоа према развојот на детето Индивидуално да се пристапи. Индивидуално, каква е крвната слика, каков расти, каков е развојот,
Тоа е многу, Да се многу даде. битно за Да. децата. Благодарам професорке за вашето присуство. Имате убав остаток од денот и се гледаме повторно во Фактор здравје. Благодарам и на вас за поканата. Благодарам за свежата доза на информации, а директен одговор до господјата за конкретен одговор закажете термин во 071 2233 55 кај професорот доктор Марија Христова во Сити Медика за да дополнително превентивно работите на здравјето на вашето предсе дете и на општата состојба на возрастните, а тука сакам да подсетам дека покрај G-Kids кој што го препорачуваме за најмалите, тука во палетата е и G132 Plus Natural достапен во фармацевската мрежа низ Република Македонија за да работите повторно превентивно и како потпора на вашата медикаментозна терапија. Тука ја одјавуваме емисијата на Фактор здравје со блокот реклами и покана повторно да бидете утре со вашата и наша здрава навика. До тогаш пријатно и имајте убав ден.